Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Вие кои што редовно не следите и во текот на изминатата недела можевте на програмата на телевизија 24 да ја слушнете и видите најавата за денешното гостување на професор доктор Нико Беќаровски, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија, емисија која што ја најавивме, а во неа рековме ќе одговориме на сите прашања кои што по електронски пат стигнаа во нашата редакција. Сите вие кои што во неговите изминати изданија и гостувања не сте успеале да се јавите или да прашате. Овде имаме вкупно 10 прашања, но ги отвораме телефонските линии за и вие кои што сакате во моментов во денешното издание да се јавите и да поставите прашање до доктор Нико. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, добро утро. Да. Доктор Нико, ова издание на емисијата требаше да го реализираме и пред 10 дена, но токму ден предходно се случи големата катастрофа и несреќа во Кочани, пожарот во дискотеката во која што за жал 59 лица го загубија животот, близу 200 повредени. Точно. Го одложивме бидејќи беа денови на жалост, ама затоа токму денеска ја реализираме. Бидејќи беа првен денови на жалост и моето најискрено сочувство до сите кои што починаа во оваа несреќа. И пред се би сакал да посакам што побрзо закрепнување на сите оние 200 луѓе кои што минаа низ клиникиве во клиничкиот центар. Со голем дел од нив и личен контакт имав, така што дел од нив и се лечеа на нашата клиника и навистина посакувам сите да успешно да заминат дома и да немаат никакви последици. Секоја во ова навраќање повторно буди немир, така што... Да. Бидејќи директно и лично така, вие лекарите, докторите, така го видовте на самото место. За среќа, постепено, денови по денови, се враќаат од лекувањето во странство, каде што и поголемиот дел од пациентите, односно повредените, беа испратени. Ке им треба и ќе биде потребна така и рехабилитација и заздравување, но се полека и постепено. Дел од нив кои што поминаа само со хемиски знаци на труење, веќе се заздравени и најголем дел од нив се дома. Меѓутоа, сите оние кои што имаа и физички опекотини од пожарот кој што настана, дел од нив ке треба подолго, дел од нив и пократко-трајно лекување, меѓутоа се уште ке треба ке нив лекување. Така. Најголемиот дел од прашањата кои што гледачите ни ги испратија, а со кои ќе почнеме поред веднаш по првиот блок реклами, се околу ефектите и позитивниот ефект и бенефит од примената и користењето на Г132 плюс Natural. Би го искористила моментов да прашам дали кај оние кои што беа изложени на чад, вдишување на чад по пожарот во Кочани, би имало ефекти, би можело и би требало да се користат овие капсули. Така, апсолутно да. Одговорот е едноставно апсолутно да. Јас дури околу тоа некаде и третиот и четвртиот ден по оваа невидена трагедија објавив и еден на својот профил на Facebook објавив и еден статус во кој што дадов еден од начините за детоксикација, природни начини за детоксикација, кој што фактички не е ни лично мој протокол, него е на 20 мои можеби најголеми учители кои што сум ги сретнал токсиколози во животот, односно академик професор Александар Монов од Софија и професор Кушич од Белград. Меѓутоа, времињата напредуваа, од тоа време се пројдени многу децени, во меѓувреме се појавија производи како што е Г132 нели плюс Natural, кој што содржи 5 состојки кои што фактички се и опфатени во таа предлог терапија која што беше и протокол, така што за овие пожари се исталожи премногу умрени клетки, значи клетки кои што изгубија својата функција кај овие млади организми, така што на организмот му е потребно време сето овој наталожен непотребен материјал да го изфрли од својот организам. А Г132 јас го викам една прекрасна правосмукалка, која што како ние кога го чистиме станот го собира целото ѓубре што ни е наталожено во станот, дури и во ние ситни ќошиња. Истото со овие 5 компоненти го прави и Г132 едноставно за себе го врзува, неутрализира и овозможува по природен пат да се елиминира. Така.
Така што апсолутно во следните некаде 2 до 3 месеци би имало резон додека комплетно сите оние клетки да се возобноват и да се вратат овие млади животи во својата првобитна функција. И не само тие, туку и оние кои што беа во непосредна близина, односно беа вклучени во спасувањето, така и тие вдишале од тој чад. Апсолутно, тука учествуваа голем дел од пожарникари, голем дел од здравствени работници, не само од Кочани, него на помош дојдоа и од останатите градови, екипите на брза помош кои што ги транспортираа овие повредени до Скопје, бидејќи при самот престој во колата на брза помош, дел од тие гасови се фактички си ги искашлуваа, така што сите тие што беа во тие мали затворени средини биле директно или индиректно изложени. Така, и затоа беше и препораката да го проверат своето здравје, односно состојбата, така сите тие 600 луѓе кои што биле или 650 според различни бројки, од нив околу 300-400 не ни побараа медицинска помош, меѓутоа тоа не значи дека не беа изложени и подложни на овие гасови. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со прашањата од гледачите. Останете со нас, почитувани гледачи, и уште еднаш потсетување, доколку сакате, слободно јавете се и вие поставете прашање. И како што најавивме, професор доктор Никој Пеќаровски, клинички токсиколог од Универзитетската клиника за токсикологија, ни е гостин утре во Фактор здравје за да одговори на прашањата на гледачите кои што ни испратија до нашата редакција прашање. Почнуваме, доктор Нико, со првото. Гледач од Скопје вели: повеќе од 10 години редовно го конзумирав Г132 плюс натурал и морам да признаам дека имунитетот ми беше одличен и ниту еднаш не заболев во сите тие години. Но пред 5 години мој роднина, кој работи во Германија, ме информираше дека германиумот во таа земја бил забранет за употреба. Оваа година грипот го лежев цели 14 дена и затоа би ве прашал колку се точни овие информации и дали бенефитите се поголеми од штетата. Вака, првен се тотално неточни, односно мора да признаеме дека се работи за забуна. Во целата работа лежи во самото име, значи постои органски и неоргански германиум. Неорганскиот германиум има неколку изомери кои што дел од нив се навистина токсични. Дека е тоа така како што кажуваме и дека се работи за потполно безбеден производ, може би најдобра показател е дека овој производ секогаш, па и денеска, се произведува во Германија, односно фабриката каде што се произведува овој производ е Германија, во градот Аугсбург, така што мислам дека ако веќе фабриката е таму, нема никаков резон да биде забранет. Точно е само тоа дека неорганскиот германиум бил и ќе остане токсичен. Г132 Natural Plus е исклучиво од органски компоненти и е комплетно безбеден за употреба. Така што убаво ви напомна и гледачот дека он ги почувствувал ефектите и поради едно недоразбирање кое што се појавило, фактички не може да ги ужива тие ефекти, би му советувал во истиот момент слободно нека продолжи, посебно со оглед дека има добро искуство. Производот е апсолутно безбеден. Така, и важно е да сме информирани од вистинското место. Така, ние за ова и во една од претходните емисии дискутиравме дека дури и ги поседува сите квалификации, сите сертификати за добра медицинска пракса при неговото производство. Така. Гледачка од Битола прашува: во текот на вашата емисија се појавува српска докторка онколог која зборува за ефектите на препаратот во превенција на малигни болести. Дали може да ни кажете нешто повеќе за тоа и за кои типови на карциноми генерално се однесува? Така, мислам дека и сега додека идеа реклами, така, во рекламниот блок, така нешто во рекламниот блок. Апсолутно, може би најголемиот дел на истражувања кои што се направени припаѓаат токму на оваа област, бидејќи нели се работи за една современа епидемија која што по сите проценки се
планира дека во следните 25 години ќе го зафати скоро секој трет човек на оваа планета. Одма да кажам дека пред се и над се најдобриот ефект би бил во превенција на малигните заболувања. Секој ден човекот е изграден од некаде 30 до 40 трилиони клетки. Тоа трилион, чисто за тие што не може да разберате, илјада милиарди, а секој дневно во нашиот организам некаде 50 до 70 милиарди клетки умираат и истолкав број на нови клетки се создаваат. Зошто го кажувам ова? Во таа маса на клетки кои што умираат и кои што се создаваат, може кај некој од нив да настане сосема мал генетски дефект или малку да се имуномодулошки да се измени и таа да биде фактички малигна клетка. Се претпоставува дека кај секој човек во секој ден се создава некој тип на ваква клетка, меѓутоа нашиот организам е доволно способен да ги совлада и да ги уништи тие клетки како непотребни. И меѓутоа, кога ќе наидеме на сосема малку ослабен имунитет или на некој стрес поголем, некое воспаление, загадување како што имаме кај нас многу често и кога фактички имунолошкиот систем на организмот е насочен во друга страна да се бори, некој од овие клетки може едноставно да остане и таа да почне да се размножува. Првиот ден од една ќе настанат 4, вториот ден од 4 ќе настанат 16, од 16 веќе 256 и така натаму, веќе кога тој процес ќе биде тргнат, не може да се сопри. Разликата меѓу нормална и малигна клетка е во начинот на делење, значи овие екстремно брзо се делат и токму поради тоа и настануваат карциноми. Улогата на Г132 е токму во превенција и во успешно сузбивање на сите овие клетки. Токму затоа првата препорака би било каде што постои генетска предиспозиција, значи кај пациенти, каде што веќе во фамилија е констатирано дека постои некое за вакво заболување, апсолутно тука дека веќе имаме потреба за зголемена предострожност, а еден од начините како може да си помогнеме е токму консумирање на суплементи кои што ќе го зголемат нашиот имунитет, а овде се работи за идеален бидејќи од 5 страни делува на имуниот систем, значи сите 5 состојки кои што се дел од овој препарат делуваат. Вториот дел за кој што би сакал да зборувам е кај пациенти кај кои што е веќе диагностициран. За жал, најголем дел од нив се принудени да пројдат на хемотерапија. Значи, вториот дел би бил околу веќе пациенти кај кои што се поставени на хемотерапија. Сега тука има неколку начини на кои што може да помогне Г132. Првен малку треба да бидеме предпазливи кај дел од тие кои што се хормонски врзани карциноми, бидејќи треба да оставиме дел од суплементиве делуваат и на намалување на естрогениот и прогестерониот ефект. Значи, разни школи постојат, некаде се дава континуирано во тек на целата цитостатска терапија, независно од давањето на цитостатици. Меѓутоа има и школи каде што се преферира, например, од кога ќе го примите цитостатикот, обично ти идат во циклуси од 3 недели, 2 недели, зависно од болеста. Првите неколку дена, значи 24, 48 или 72 часа во зависност од јачина на цитостатикот, да се остави, да делува, да уништи тоа што треба да уништи. За жал, он ќе уништи и дел од здравото ткиво, затоа и се вика цитостатик, бидејќи ги уништува сите клетки. И после тоа, за со цел што побрзо да го повратиме имунитетот, да се преиде кон оваа терапија. И последниот начин, каде што би бил применливо ова, е во од кога ќе завршат овие циклуси, кога фактички нас ни треба што побрзо да го врати имунитетот,
и и да спречиме појава на рецидиви. И тука мислам дека веќе е најголема примена. Прашав ти околу типовите на карциноми. Да. Значи, пред најголемиот дел од студии се направени кај карцином на дебело црево, карцином на дојка, бели дробови и карцином на желудник, што не значи и простата, да не ја заборавам. Значи, тие се каде што се најголемиот дел од испитувања направени околу примената, што не значи со оглед дека се работи за суплемент со 5 компоненти, дека нема да има позитивно дејство во враќање на имунолошкиот систем и спречување на рецидиви и кај останати. Така, да. И во овие ситуации, но како рековте, превентивно е најдобро така да делуваме за да спречиме нешто. Гледачка од Скопје, односно загрижена баба, веројатно, вели внукот е повеќе годишен зависник од метадон и често има воспаление на вените кои исто така знаат и да прокрварат. Дали би имало каква било корист од примената на овие капсули G132 плюс Натурал и во оваа состојба? Ке ми кажете малку и околу метадонот. Така, метадонот, драго ми е што некој се сетил да посте прашање што е директно од мојата бранша. А за овие работи малку повеќе и се молчи, така? Меѓутоа, добро е кога ќе се охрабрат, нели за проблемот да прашаат. Апсолутно е добро со оглед дека верувајте дека метадонот може би е дури во моментов и многу поголем проблем од хероинот. Метадонот генерално се користи кај дел од хероинските зависници како алтернативна замена, меѓутоа како и секој друг препарат, овој се злоупотребува и многу често е предмет на илегална трговија. Ако се дава метадонов како што треба, значи тоа се капки кои што треба да се испијат, во тој случај овие ефекти за кои што зборува вашата гледачка секако дека нема да се јават, за жал многу често тој така нестерилен се призгува во шприц и се внесува венски со цел да се има што поголем ефект, зашто целта е нели дел од тие задоволства кои што ги нуди хероинот, алтернативно да се постигнат со метадонот. Ефектот нема да биде само локален, бидејќи прави системски разорувања метадонот. Тука пред се би сакал да кажам на црниот дроб, значи без оглед што се работи за лек кој што се користи за хероин, он реално е потоксичен за црниот дроб од самиот хероин. Значи од една страна имаме токсичноста на црниот дроб, каде што, например, ликопенот како една од состојките која што ги содржи G132 и сулфалазинот исто така би делувале позитивно, да не ги заборавиме и реиши печурките. Од другата страна имаме воспаление на крвните садови. И во прошлите емисии напоменавме неколку пати, значи воспалителните процеси се едни од процесите каде што G132 како суплемент е многу супериорен и успешно ги спречува. Од друга страна спомна крварења, тие крварења се резултат на пореметување во коагулацијата. Значи тука се нарушени коагулациони фактори, дел од овие напатени души завршуваат и со мозочни удари и со инфаркти, токму поради тоа што знае некој од овие тромби да се откачи и да направи вакви проблеми. Ресвератролот кој што го содржи G132 токму делува на спречување на воспаление на самиот крвен сад, меѓутоа и на намалување на овие тромби кои што се јавуваат. Така што со оглед дека се работи за долготрајна борба, повеќе годишна, голем дел од нив се принудени и доживотно да го земаат метадонот, секако дека примената би била и тука би се одало дури и со максимални дози, односно со 2 капсули на ден, за да се постигнат саканите ефекти. Така да, има разлика и во дозирањето, нели, дали превентивно диета го пиете или пак за голема некој разлика проблем. нема така? И тука е убаво решено така? една или две, меѓутоа Да. ова е состојби каде што има резон континуирано да се земаат 2 таблети. Така.
прашањето од следната гледачка е, вели, моментално сум на режим на слабење со диетата Обединети нации. Дали смеам истовремено да го користам и Г132 плюс натурал и каков ефект би имало тоа врз диетата? Ако добро се сеќавам, а мислам дека Обединети нации е диета која што трае некаде околу 3 месеци. Значи, важи за долготрајна, ригорозна диета и што е уште поригорозно, тука има фактички многу еднолична храна. Секогаш до ручекот се 2 парчиња на овошје и тоа исто овошје, а ручекот и вечерата е еден тип на храна, например ориз, компир или месо, кој што е поделен 2/3 беше за ручек и 1/3 за вечера. Само сум ја слушала, а не знам како е диетата, затоа не можам да се надоврзам на она што го кажувате. Мислам дека е точно така. Ама трае подолго време, така? Трае тоа 3 барем сум месеци запаметила. и е многу ригорозна диета, а сите ригорозни диети се екстремен стрес за организмот, кој што може да предизвика и разни воспалителни процеси од една страна, а од друга страна при сите овие процеси настанува фактички губење на тежина со тоа што ни се распаѓа масното ткиво на почеток, понатаму може и дел од мускулите, нели? Целиот овој распад е фактички токсини кои што ги содржи нашето тело и треба да ги сврли. Токму поради тоа примена на големи количини на антиоксиданси апсолутно се оправдани и има свое оправдување. Всушност и јас проведов еден далеку поедноставен режим, тоа беше липосукциска исхрана, значи не класична диета, него начин на слабење со примена на современи научни методи. Меѓутоа, во текот на целиот тој процес и јас земав секој ден по 2 капсули, посебно во тие првите ударни 28 дена по 2 капсули Г132, од кога помина тој период, еве и ден денеска, денот започнува со 1 капсула Г132. Така, да. Добро е, значи, да се користат и ефектите ќе се почувствуваат кога веќе, нели, Да, со оглед дека ние треба да помогнеме при сите овие процеси, нашиот црн дроб и бубрезите имаат многу позголемена работа и за да не ги натрупаме во истиот момент со отрови, треба некако тие отрови да ги складираме и точно тука е улогата на Г132. Тие отрови едноставно ги конзервира и овозможува по природен пат да ги сврлиме за да не направат токсичност на нашиот организм. Така. Имаме и гледач на линија, да го слушнеме пред да го погледнеме и следниот блок реклами. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Само ќе го намалите тонот на телевизорот. Добро. Да. Повелете со прашањето. Ќе молам за замастен црн дроб. Што треба да се пие? Добро, кратко е прашањето, ама Така. ќе го дадеме советот и препораката. Секако ќе го дадеме. Првен, секако дека замастен црн дроб треба да се види дали е само покачено нивото на холестеролот или триглицеридите, зашто малку е различен третман. Прво и основно, драстична промена на начинот на исхрана. Второ, намалување на внес или комплетно спречување на внес на алкохол, што поголема редукција на јаглени хидрати, масти и со оглед дека денеска темата ни е повторно Г132, значи првен реиши печурките од една страна, понатаму матичниот млеч кој што го содржат како една од компонентите, да не го заборавиме тука и сулфорафанот, тоа се 3 компоненти кои што делуваат на детоксикацијата на црниот дроб. Тука се наоѓа еден специфичен ензим, тоа е C450, кој што сите овие елементи го тераат да работи со малку поголем интензитет, со што редовниот процес на детоксификација, кој што би се случил нели и по диететски
режим, ќе се случи многу побрзо и ќе се прочистат сите овие клетки хепатоцити кои што ќе може после тоа успешно да функционира. Така, црниот дроб ни е главната лабораторија, нели? Мораме да го чуваме така здрав. Така Да. Ако во лаборат... Доброто е што нели се регенерира, се обновува, ама да не оставиме многу да се оштети. Значи, тој така? се обновува додека не ја пројдеме границата која ќе влезе во процес на фиброза, веќе враќање нема и токму поради тоа апелот би бил чуете лабораторијата, бидејќи лабораторијата која ќе прегори после ниту еден резултат нема да може, да биде веродостоен. Така, да ги слушнеме гледачите и следните двајца. Добро утро и за вас, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до прекрасниот доктор, не сум била кај него, мислам дека е по неговиве излагања, ми се чини дека е супер. Така. Скромност некоја, сега имам прашање. За малигнитет на дебело црево, посебно беше полип. Се оперира едно внуче моје блиска роднина. Сега, после оваа терапија, дали може да се зема поленов цвет? То на пчелите, нели? Плюс аспиринов. Колку е корисен за организмот, бидејќи ве обиме како срцеви болесници и обавезно го даваат аспирино за прочистување, да не се ствара грчување и така натака на крвта. Другото прашање, дали може да ни кажи докторот кога е во амбуланта? Така, во ред ви благодариме. Само да го слушнеме и следното прашање, доктор Нико, па ќе одговориме на двајцата гледачи. Добро утро и за вас, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Повелете со прашањето. Докторот, да ми објасни долгогодишна, и тоа многу долгогодишна употреба на кафетинот, како делува за малигно заболување, еве да речеме на панкреас, на црниот дроб и убаво сакам да кажам употреба на шенжен долготрајна употреба, дали придонесува за подобрување на болеста или таа долготрајна употреба на шенжен делува негативно на целиот организам. Кога зборам долготрајна... Така, ви благодариме и вам за јавувањето и за прашањето. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе ги слушнете одговорите од доктор Нико. И по рекламите да го дадеме советот и препораката до двете гледачки кои што се јави. Така, за првата гледачка каде што е отстранет полип, полип е фактички, јас би рекол, еден жолт картон, кој што за среќа е отстранет на време, не малигнизирал, меѓутоа овде, како што спомна и гледачката, треба понатаму превенција. Она го спомна поленот, фактички матичниот млеч кој што се наоѓа како еден од 5 делови на овој суплемент, ја врши потполно истата функција, со тоа што овде се работи за матичен млеч кој што потекнува од Шварцвалд, односно за еколошки производ кој што е 100% сигурен, и покрај не само тоа дејства ги имаме и устанативе 4 компоненти, така што една од алтернативите што би вредало да се размисли е примената на суплементот. Во однос на втората гледачка, кафетинот, долготрајна употреба може да направи проблеми на дигестивниот тракт и на црниот дроб. Веќе за црниот дроб кажавме околу детоксикацијата. Женшен е еден од традиционалните производи што го спомна. Да, како женшен, меѓутоа прашањето е производители со оглед дека голем дел од производителите на суплементи баш и немаат некое сигурно потекло. Така, затоа треба добро да знаеме што од каде и каков производ купуваме и конзумираме. Јас затоа стојам позади производ кој што знам дека е направен по сите стандарди на добро производство, како што е Г132.
Да. Ни остана уште неколку прашања, ќе гледам барем во пократка форма, барем да ги прочитаме. Свекорот веќе 5 години боледува од Паркинсонова болест. Во последните 6 месеци и покрај редовното земање на лековите има влошување на состојбата. Дали овој препарат би имал ефект врз спречувањето на прогресијата на неговата болест? Вака сосема кратко ќе биде да, со оглед дека Паркинсонот е состојба на вкочането, каде што имаме голем број на распадни продукти. Меѓутоа, за ова мислам дека и покојниот професор Чепреганов, кој што секако еден од најголемите невролози кој што го имала оваа држава, во повеќе наврати имаше гостувано и за употребата кај Паркинсонова болест и кај Алцхаймер, па дури и кај мултипла, така што би советувал нека ги пронајдат постариве емисии во кои што се дискутираш, инаку одговорот едноставно е да. Да. Кај некои болести е многу важно да ја стопирате прогресијата Точно на болеста. така, значи, така терапија примате, нема да се излечи, меѓутоа да застане на некоја... Апсолутно дека терапијата треба да се прима и целта на сите овие прогресивни болести е што поспоро да прогредира или барем да ја држиме на некое подносливо плато. Контрола, да. Дали пациенти со шеќерна болест, односно диабет, кои примаат инсулин, смеат да го користат овој препарат? Смеат, пожално е, посебно зборуваме за кај диабет 2, кој што е многу почеснели, со тоа што малку треба да се припази на нивото на шеќерот, бидејќи и самите овие состојки може да го намалат нивото на шеќерот, така што кај голем дел од пациенти кои што го консумираат Г132, например, ако требало метформинот порано да биде 1000 милиграма и може да се случи да се намали, што е секако бенефит, бидејќи овде се работи за природни состојки, таму се работи за лек кој што покрај своите позитивни има и несакани ефекти. Така што колку повеќе ќе намалите дозата, толку е поголем успех, тоа е едниот дел. И второ, може би и поважниот дел, ресвератролот ги штити крвните садови. Диабетот, ние мислиме дека е болест само на зголемен шеќер, меѓутоа диабетот е пред се болест на воспаление на крвните садови, кој што овој препарат ќе ги смири од една страна. Второ, спомнавме околу згручувањето на крвта, кај секој диабетичар крвта од наутро е многу погуста, така што зголемени се можностите за појава на тромбоза и останати компликации. Микроциркулацијата е пореметена каде што не требаат антиоксиданси, така што повеќе кратна е примената и користа која што би имал. Ова не важи само за ова, фактички во принцип би важало за сите хронични воспалителни болести. Реума, лупус и така натаму да не ги направам. Така и ревматските заболувања и ги споменавте, нели, антиоксидансите, односно состојките 5 кои што ги содржи Г132 плюс натурал во својот состав и токму тоа и последното прашање, зошто овој производ во својот состав има 5 различни супстанции, односно веројатно се мисли повеќе на она кои се. Можеме ли во многу кратка форма да го одговориме и ова? Најкратка форма. Првен се 5 поради тоа што се сака од различни страни да се делува на имуниот систем и на воспалението. Тие 5 се по самото тоа што ќе кажеме од каде се добиени, веќе мислам дека ќе одговориме на прашањето. Едното е печурки, и тоа посебен тип реиши печурки. Второто е ресвератролот, односно делот од семките што се наоѓа кај грозјето. Знаеме дека сите препорачуваат и консумирање на вино, нели одредена количина и така натаму грозје за да се спречат кардиоваскуларните болести. Третото е ликопенот, тоа е црвената боја што ја дава на доматот, на лубеницата, на бобинкиве, сите што ги имаме, малини, капени и така натаму, сите знаеме колку се здрави сите овие производи. Сулфорафанот, тоа е зелената боја, која што ни ја дава брокула, салата, карфиол и така натаму. Така што мислам дека кој ќе ги матичниот млеч, да не го заборавиме, тоа е фактички најздравата компонента што ни ја создаваат пчелите.
Така, моќен антиоксиданс кој што со сите овие 5 состојки само во една капсула го внесувате и правите добро за здравјето. Кога ќе ги видиме состојките од кои што е изолиран, јасно ни е зошто. Сега од друга страна, зошто се ставени 5 состојки за да се добие што појако дејство, меѓутоа, ако ги видиме сите овие состојки, покрај бенефитите во големи дози може да предизвикаат и одредени несакани ефекти. Токму поради тоа, кога ќе ги смешате 5 состојки, вие може да ја намалите нивната концентрација и да постигнете да се дуплираат и триплираат позитивните ефекти, а да ги отстраните негативните ефекти, што е во основа можеби и најидеалното, бидејќи ние секогаш за секој производ гледаме колку е добар, а никогаш и секој производител лукаво тоа го пишува со најситни букви колку е штетен. Дури и на лековите, кога ќе ги видите несакани ефекти, сето тоа доаѓа на крајот. А тука некојаш лежи многу поважниот дел од приказната, да не направиме штета. Значи, прво да не направиме штета. Туку добро, да. Ви благодарам, доктор Нико, за гостувањето. Ќе имаме повторно следна прилика, еве прашањата кои што ќе ни бидат испраќани до нашата редакција да одговорите во емисијата. Благодарност уште еднаш. И благодарам и вас и се надевам дека им понудивме на гледачите една безбедна, здрава и пред се клинички и научно докажана алтернатива. Така. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.